Добро вечер, македонци. Посебна чест ми е во овие родински разговори да ги најавам почитуваните Евтин Клетников и Дардан Венецки. Добре дојдовте. Поводот за оваа емисија... Благодариме. Поводот за оваа емисија е моралниот суд и пресудата што во вторникот јавно ја обзнанивте. Па пред да проговориме за пресудата, добро ќе биде на нашите гледачи да објасниме што представува моралниот суд, значи каква институција е, кои се основачите, целите, како функционира, па после може да преминеме и на самата пресуда. Повелете кој од вас може да го објасни. Ајде, јас овака. Па Дардан по-специјалистички ќе говори за историската комисија. Идејата за моралниот суд не е од вчера, одамна е. Би се вратил на почетокот на основањето на Македонски манифест 2008 година, пред 15 години, кога го објавивме манифестниот текст во кој јасно кажавме први во Македонија дека на македонскиот народ му се спрема, му се подготвува геноцид, идентитетски геноцид. И како што знаеме, тоа се случи со Преспа, со гробницата во Преспа на македонците 2018 година. Инаку тој геноцид фактички беше обзнанен уште на почетокот на така нареченото наше осамостојување, кој и не се случи, речиси. Една година траеше и веднаш почна да не ништат. Значи, втората година, 92 година, беше донесена нацифашистичката декларација на Европа, бриселска, така наречена Лисабонска декларација. Зошто е нацифашистичка? Затоа што во неа се урива основниот столб на така нареченото меѓународно право, кој е западно повеќе сега на империјата, обновената Римска империја, како што јас викам. А тоа е кршење на основниот столб кој го потпира и ООН, Обединетите нации, формулата Ius Cogens, правото на секој народ да има свое мислење за себе, свое име, свое постоење и така натаму. И тоа се случи со македонците, значи таа нацифашистичка европска Лисабонска декларација да му забранува на еден цел народ, пазете, да влезе во струјата, во текот на цивилизацијата, ако не го промени своето име. А како што знаеме, нашето име нема со столетија, туку со милениуми континуитет и целокупниот наш идентитет имено извира од името. Ние велиме сега идентитетот на јазикот, па црквата ги браниме, не. Да, ама штом ти е земено името, насилнички сменето, целиот идентитет твој е урнат. Сега тоа што се прави со Македонија, со бугарскиот договор, со онај францускиот маркиз де Сад, ја го велам Макроновиот план, тоа е доусовршување на идентитетскиот геноцид на македонците. Еве сега го имаме по тоа и третиот столб на македонскиот идентитет, црквата. Знаеме што се случило со Фанар, кога не внесе во екуменско единство, не внел, тоа во наводници го ставам, бидејќи не внесе апостол Павле. Тој беше испратен од Господ да ни даде томос и да ја христијанизира 2/3 од Европа, најмалку. И од него, а сега, она што вели Прличев, они од Фанар, Панариоти, лицен светци, срцен волци, што ни дојде од Фанар, ни дојде дека тоа е црква, некоја си црква, Охридска црква на Стефан, во границите на Северна Македонија и нигде на друго место. Значи, уште еден фашистички удар. Мора тоа да го ние детектираме. Ние премногу зборуваме дипломатски. Нашите аналитичари во ракавици, демек хуманисти, образовани интелект. Не. Мора диагнозата да се постави така како што е.
без завиткани зборови. Оти за нас е тоа болно. Ние чувствуваме болка и треба да кажеме која е причина. Така, ја направив оваа дигресија само да кажам од каде извира оваа идеја на моралниот суд. Значи, од таму што кај нас сосема е расипана политиката, сосема е корумпирана, сосема е слугинска, извршува задачи на туѓа империја, на туѓи земји, на туѓи влади. Странските амбасадори, посебно на оние колонијалистички земји овде секако во пашала, они управуваат со политичариве наши. Не е само калето што викаме. Туку и другите, овака, еве го францускиот амбасадор, и се закани дека мора на неговиот преседател да се реализира предлогот, тоест да се бугаризираме. Она имаше еден Гарет, англиски амбасадор, рече отворено, без завиткување, рече ние ќе ве поделиме меѓу албанците и бугарите. Значи до таму и да работиме. И кај нас судството е корумпирано, како и власт, во служба на власт. Судството е само за оние, како да кажам, што се немочните граѓани, обични, кои ако украдете еден леп, вие ќе одите на суд. Меѓутоа, ако украдете милиони во владата, ако еве, сега гледаме не се веќе ни кријат дека крадат, нема да одговарат. Така и со ова, кај нас се јави во тој геноцид што ни го подготви Европската Унија, во кој учествува и Вашингтон, Брисел, Париз, Лондон, Берлин, Атина и Софија и Тирана во позадина. Тоа е толку страшно врзедно, тако мало народ, што вика Блаже Конески, смачкано племе, да се врши еден таков притиск. Просто е чудо како ние сме живи веќе, како дишаме помалку. Така. И она што е разочарувачки, тоа е дека никој кај нас се е стишано, никој не е... Јас сум страшно разочаран и од нашата интелектуална елита. Универзитетските професори, кога се јави академијата сега за среќа кod Царев изби на површина, но кога не ниште академијата молчеше. Молчаа универзитетските професори. Се случи Значи, единствено болка чувствуваш и здраво ткиво имаше обичниот народ. Знаете, ја кога излезам на пазар да купувам, ме теглат стана нова, знаеш, те гледат на тебе, така зборуваш, се охрабруваат луѓето, што да правиме, како да излеземе, како, па... Да, па јас земам зелка, дај ми една, па вика за тебе бесплатно зелка, ја бе, викам како бе. Значи, поради тоа, бидејќи нема судови кои да... Ние имаме велепредавници. За мене Заев е злосторник и Димитров. Пар екселанс злосторници. Системот е велепредавници. Да. И во некоја здрава земја со здрав систем, тие ќе скапеа во затвор. Сега, видите, он се шета низ Грција со мотор, држи предавања таму, сега читав овие денови дека е идеален преспанскиот договор, диалог, значи тоа е сарказам, тоа е болно. И затоа ние се одлучивме, бидејќи нема друг суд, се одлучивме таа група од Македонски манифест мала, што се вика Одбор јунаци, 6-7 души, да формираме морален суд. Сега да не звучи претенциозно, но помалку и по углед на Раселовиот суд морален што беше, нели? Сега тој е ептен овако од европски калибар, така, како што знаете, он кажа дека најголем геноцид во 20 век претрпеле македонците и ирците. А ние, сте чуле некој да го спомне тоа, да се повикаме на Расел? Никој. Значи, тоа е страшно. И така да, овај морален суд нема Идризово. Нема затворје, нема што знам, нема бесилки во него. Има бесилка, морална бесилка. Така да,
ние ги викаме јуди овие што го предаваат народот. Меѓутоа, јас често пати сум објаснувал и сум пишувал. Јуда е погрешно сватен. Јуда е баш пример за морален принцип. Тоа звучи парадоксално, но ќе објаснам зошто. Затоа што Јуда навистина го продаде најскапоцениот космички имот Исус Христос. Ама што се случи по него? За 30 сребреници. Што се случи потоа? Потоа почна да го гризе совест. Оти Јуда мислеше, пријатели беа Исус, мислеше он дека Исус прави чуда, може он да се спаси лесно, татко му е небесен со него, може и четите небесни да ги испрати како ше. А јас чечарам нешто, 30 сребреници, така е не. Меѓутоа, кога сватил што направил, го гризе совеста, не може да спие. Оди пред Кајафа, челникот на фарисеите, му ги фрла 30 сребреници, го зема јажето и се обесува во нивата на гранчерот. Еве ти етички. А сега кажете дали заевци и сличните до денес, дали ги фрлија сребрениците и дали се 30 сребреници или милиарди сребреници. И дали ако ги фрлат, дали ќе го земат јажето и ќе појдат на нивата на гранчерот да си го стават, да си пресудат. Така, многу грешат со Јуда. Тоа е за една психоанализа за морален тип. Од како направил злостор, се кае, се освестува и сам си пресудува. Значи, што сакам да кажем? Дека моралниот суд е морален затвор. Во смисла се става некој, се конзервира во тоа и за веки веков ќе се знае дека е осуден. Сега, ќе пробие моралниот суд. Гледаме, не доаѓаат телевизија. Медиумите ги нема, затоа што се сите платени. Или партиски строго, ние не и припаѓаме ни на една партија и сите зазираат, да избрате српски термин се. Сите се малку накострешени кон нас, не доаѓат. Еве сега дојде само радиото, работа програма и нов фастон, тоа беше. Имаше некои историчари 4-5 мина, така, фала им. Имаше убави луѓе, така, камерно. Тоа немаше интелектуалци, немаше од академијата луѓе. Зошто? Одмануват, така. Пративме покани. Што значи? Тоа значи дека кај нас владее она автоцензура. Исплашени се луѓето. Исплашени се да зборуваат, исплашени се да ги видат со манифестот на моралниот суд. Не може така да се бориме. Мислам дека не се работи толку до страв, колку до морален пат на индивидуата. Да, видите, Зоран, моралниот пат се должи на еден кукавичлук. Луѓето што се честни и се храбри. И тие што се храбри и се честни, поврзано е тоа. Така, еве, јас може малку бев и предолг, се извинувам надарано, тоа беше, но сакав една поширока платформа за моралниот суд да дадам, зошто и како настана за гледачите да бидат поубаво информирани, да не мислат, еве, овие им текнало, па сега ќе си играат со суд. Ние имаме плюс тоа во моралниот суд врвни интелектуалци. Имаме музичари, имаме поети, имаме правници, имаме двајци извонредни правници. Едниот е обвинител, Сотир Костов и Дардан Венецки, кој има 4-5 децении работено на предмети и извонредно работат. Благодарам на поведниот збор што ми го дадовте. Токму целта и на емисијава е да ги запознаеме нашите гледачи, нашиот народ со работата и со идејата на моралниот суд. Тоа игнорирање на вистината од страна на националните медиуми што се случува не е само према вас, тоа се случува и према Родина како гласник, како нова партија која што сака вистината да ја презентира кај нашиот народ и према сите слободоумни организации, индивидуи, партии и така натаму, во суштина целокупниот систем е превземен од колонијалната управа, за да може во лага и манипулација овој систем и понатаму да функционира, бидејќи сите имаат бенефит од грабежот на
и на материјалното, но и на духовното богатство на македонскиот народ. Ме интересира дали во вторникот ова беше првата пресуда на моралниот суд која што се обзнани или и претходно имаше и други пресуди? Ова е втора пресуда на моралниот суд. Во првата ги ставивме на пиедестал, да кажам, оној црниот, Заев и Димитров, тие кои што го промовира и подпиша Преспанскиот договор. Може би требаше други да ставиме како втора одлука на моралниот суд, меѓутоа поради актуелниот момент и опасноста што демне од оваа историска комисија, се решивме како втора пресуда да ги ставиме на дневен ред токму историчари од мешовитата така наречена експертска комисија за историски и образовни прашања, иако тоа не им прилега, повеќе им прилега да бидат наречени комисија за ревизија на македонската историја. Зашто? Само 2-3 реченици како вовед, за да може гледачите да разберат. Ние сме сега во фаза на идентитетска самоликвидација. Македонија повеќе од 100 години се парчи на терен, се парчи на маса во Букурешт. Значи, да не зборувам пред историјата на Балканските војни, тоа е предмет за некоја друга емисија, меѓутоа 12-та година на парче на терен, 13-та година на маса. Македонија им воскресна. Им воскресна после Втората светска војна. Зашто? Затоа што се она што е одземено насилно, а има впишен имот во катастарот, како што е името Македонија, македонци, тоа ќе воскресне. И воскресна. Затоа ни фрла напалм бомби 48 година, а од 1992 година, спомна Ефтим, Лисабонската декларација, ја сменија тактиката и преидоа на идентитетска самоликвидација, за да не можеме веќе никогаш да воскреснеме. Оваа историска комисија е резултат на тоа. Таа треба да биде алатка или маша, да не речам, во рацете на политичарите за бришење на се што е македонско. Сами да се избришиме, сами да се обезличиме, за никогаш повеќе да не можеме да воскреснеме. Затоа ти доаѓаат, вие си еве донесовте сами одлука. Го сменивте името, тоа е ваша одлука, не е наша. Никој не зборува за страутниот притисок и уцените што се праева врз македонецот. За да реализираат таа валкана одлука, нив им треба луѓе во политиката, во науката, во обвинителството, во судството. И ги најдоа. Тоа се луѓе 3 во 1. Значи, корумпирани лица со криминални досија, лесни за уцени, сребролюбци и со коефициент на интелигенција испод секое ниво. Најдобрите се оние кои што ги имаат сите овие 3 карактеристики. Ги најдоа во политиката, ги најдоа во науката, ги најдоа во обвинителството и ги најдоа во судството. Лага е дека се борат за право, дека се борат за сузбивање на корупцијата. Нив им требаат криминални структури во политиката, во обвинителството и судството, да им ги штитат криминалните политичари кои си го разобличуваат сопствениот народ. Значи, оваа историска комисија не е историска, таа е комисија за ревизија на македонската историја. Тие се алатката во рацете на политичарите, нивно покритие да ги носат сите овие антимакедонски одлуки, едноставно да го ликвидираат се она што е македонско. Прво кога ги ставивме на маса, што ми падна во очи, тоа беше мислата, односно зборовите на Исус Христос кога го носеа на екзекуција, на распнување. Тој кажа на своите джелати, прости им Господе, не знаат што прават. И Господ им проштева. Очигледно им проштева и јавниот обвинител. Само не знам до кога. Неке сме и неке може да издржи до крај. Ке се сменат времињата, ќе дојдат веројатно други кои што ќе мора да ги стават на столбот на страмот и ги сместат таму каде што им е местото. Таа комисија е штетник. Таа е алатка во рацете на Западот за демонтирање на све што е македонско и бришење на све што е македонско.
Затоа ние во моралниот суд не им проштеваме. И има причини зашто тоа го чини. Тие се штета за македонската држава и народ. Тие со својата работа го загрозуваат идентитетот и јазикот, го загрозуваат историското и културното наследство, загрозуваат суверенитетот и ја доведуваат Македонија во положба на подчинетост и зависност од други држави. А тоа е кривично дело. Па, сето тоа се инкримини дела. Ние сме во судот на мислење дека има повеќе инкриминации, затоа и решивме по обзданувањето на оваа морална пресуда да го известиме јавниот обвинител, да си ги преземе своите обврски и надлежности кои што му произлегуваат од Законот за кривична постапка и кривичниот закон и да ги стави на обвинителна клупа, затоа што има индици дека се сторени повеќе кривични дела. Не тврдам дека се сторени, велам само индици. Тоа треба да го каже јавниот обвинител заради пречекорување на службените овластувања и одговорности. Тие работат за нешто за што не смееле да работат. Го загрозуваат суверенитетот и ја доведуваат земјата во подчинета и зависна положба во однос на други држави и народи, во случајов со Бугарија. Значи, тие им одложуваат на бугарите во овој процес на пристапни преговори со своите вета и блокади, практично да избришат се што е македонско. Власта ќе каже нема такви шанси, идентитетот е заштитен. Тоа е брутална лага. Тоа е измама на народот. Комисијата е смислена така да за сите историски прашања во име на некаква заедничка историја, што е измислица, тоа го каже и научната фела после обзнанувањето на нивните први препораки. Значи, тие се злосторници, тие им овозможуваат, на кој начин им овозможуваат? Нивните препораки се основа за годишните протоколи што ги постигнуваат двете влади на Македонија и Бугарија. Тие протоколи од своја страна се составен дел на преговорачката рамка и основа за оценка на напредокот на Македонија во пристапните преговори. Тоа значи нема напредок ако не се прифатат сите геноцидни барања на бугарите. Ние мора сами да се избришеме идентитетски, да се ликвидираме, ако сакаме влез во таа злосторничка организација, која што ја нарекувам бриселски бордел. Народот ја опеа Европа како блудница и јас велам ова дека веќе прерасна во бордел. Ама како каже, извини, како каже Заев, сексипилна е. Ако се сеќа, сексипилна е Европа. Бидејќи е возрастна, Европа блудница, ја стално велам не сме да носиме нич, бидејќи ќе се гледат градите. Сега, како луѓе од образованието, јас првично потребен термин како интелектуалци, па Евтим со право ми забележа, не можеме да ги нарекуваме интелектуалци. Ама работа. Повеќе им прилега неразбрани трговци во храмот, кои што очигледно имат други интереси. Ако се погледа... извини, за интелектуалец, па ќе продолжиш, тоа е многу важно, зашто ти реков не се интелект, ама работа интелект. Јас ја сосема се слагам со Сартр и Ками, тие беа големи французи, интелектуални моралисти, ги нема веќе такви, макроновци си и таму и во науката. Сартр вели, интелектуалец не може да биде човек, доктор на науки, ова, без морален габарит, без морален кодекс. Тоа. Дури му дава предност на моралот пред интелектот, во таа смисла. Затоа ти реков, те разбирам и ја прифаќам. И навистина да им прилега, затоа што вистинскиот интелектуалец никогаш нема да прифати да биде алатка во рацете на политиката. Вистинскиот интелектуалец никогаш нема да ги игнорира достигањата на историската фела на научните институции, како што се МАНУ, Институт за национална историја, Институтот за историја при Филозофскиот факултет. Интелектуалец никогаш нема да прифати своите сознанија да ги крие од очите на јавноста. Сите своји сознанија ќе ги изнесуваат јавно на научни собири и пред научните институции, а не да ги крие
и да ги обзнанува во рамките и да ги обзнанува пред политичарите. Тие токму тоа го прават. 3 години ја крива својата одлука. И најважната работа, интелектуалецот никогаш нема да прифати да работи на прашања за кои што не е стручен и компетентен. А ние денес токму тоа го имаме. Најголемата мизерија, најголемиот срам за македонскиот народ, што оваа историска комисија сочинуваат луѓе кои што немаат не може ни и да им се припише од познавањето на историјата. Еве гледајте ги. Оглен Вангелов, кој што е еден од студентите, е политиколог, докторирал и е професор во Канада. Значи, политиколог. Љубица Спасовска, дипломирала книжевност и француски јазик, професор во Англија. Љупчо Ристевски е етнолог, професор на природно-математички факултет. И Самеден Азизи, албанолог, докторирал на тема албанците и кралството на србите, хрватите и словенците. Петар Тодоров, докторирал социјална и урбана историја на османлиски и постосманлиски период. Нема ништо заедничко со она што го работи во оваа комисија. И само еден историчар, Драги Ѓорѓиев, и тој специјалист за османлиски период. А носат одлуки, види, вителни одлуки за најосетливите личности од македонската историја. Кирил и Методи, Климент и Наум и Самуил. Тоа се средновековни личности. Тие не ја разбираат работата за која што носеле одлуки, односно препораки за заедничко славење. Тие се обични штетници. Фигуративно да објаснам на гледачите, тоа исто како сега на еден абдоменален хирург или на еден стоматолог или еден ортопед, иако се доктори на науки релевантни во медицината или за својата област, и сега да ги унесете во операциона сала во кардиохирургија и да им дадете да оперираат пациентот срце. Што ќе биде резултатот? Да, интересно е што токму мотивот за оваа комисија е да се постигне договор со Бугарија за да се влезе во Европската унија. Европската унија, која што често ни говори, не гледајте во историјата, гледајте во иднината. На нас, македонците, сега ни наметнува историски теми за да влеземе во една ЕУ утописка, за да имаме подобра иднина. Тоа е малку абсурдно, бидејќи ја тука ја гледам истата паралела како од 19 век, 20 век почетокот, кога Хабсбурговци од Софија со милиони марки купуваа паднати македонски души да ги направат врховисти за да го уништат македонското револуционерно движење и да се воспостави тука една колонијална управа на германските, односно на англосаксонските структури. Позади ова действие стојат тие големи сили кои што во континуитет нели сака да ја уништат македонската нација. Овие се само по мене избрани за да бидат еден вид на модерни врховисти за да го предадат македонското историско наследство, нешто што никој не може в суштини да го предаде, бидејќи историската вистина е таа запишена во... А тоа е перверзијата. Јас мислам што да го кажав. Западот овде ти инсталира луѓе кои што јас ги нарекувам 3 во 1 и ги кажав карактеристиките. Сега тие треба да разобличат и да направат идентитетска самоликвидација. Не може веќе да не парчат на терен, ќе ги воскреснеме. Да, ама истото ни се случи со референдумот. Така беше. Значи, оние ни поставија прашање ние да извршиме идентитетско самоубиство. Ни поставија трик. Вели, дали го прифаќате Преспанскиот договор за да влезете во ЕУ и во НАТО? Ама народот беше мудар. Кажа не за ЕУ, не за НАТО, не за Преспанскиот договор. Да, а и како се редеа? Тереза Меј, дојде, исто се јави овој Макрон, Столтенберг, сите се изредија тука. Дури дојде и Меркел со авион, слушам дека било платено тука да дојде у Скопје и така натаму. Зашто? Затоа што они знаат дека народот не може од надворешна сила да биде избришен. Народ само може, ако се само избрише, ако си донесе собствена одлука, дека го менува својот идентитет, после е готово. Значи, таа промена на името е име неуспешен обид, односно со референдумот ние ставаме една брана дека после тој референдум сите промени се ништовни, без разлика што сега екзистира Северна и така натаму.
Таа не е валидна одлука. Не е валидна. Таа не произведува правно дејство, бидејќи во спротивност со императивните норми на меѓународното право. Так. Повелбата на Обединетите нации, со Универзалната декларација, Конвенцијата за човекови права. А според ставовите на меѓународното право, све што е спротивно на императивните норми на меѓународното право е ништовна, не произведува правно дејство од моментот кога е донесена. Тоа значи кога ќе дојде вистинска македонска власт, кога ќе си ја вратиме државата, само треба некој формално да ги раскине овие договори и да ја врати состојбата во пробитна. Кога е тога и ќе се случи? Тие одлуки ненародни, антидржавни, геноцидни се, остои на уставот, спротивни се на императивните норми на меѓународното право. Правниците знаат што е императивната норма. Таа е наредувачка, обврзувачка. А кога прекршиш, не произведува правно дејство. Тоа е сосема јасно. И сега да се вратиме на темава. Ако ортопед оперира срце, резултат ќе биде смрт на пациентот. А кој ќе биде резултатот од работата на оваа нестручна комисија од политиколози, етнолози, книжевници, јазичари, албанолози? Може да биде само смрт на македонскиот идентитет и јазик, на историското и културното наследство, уривање на суверенитетот. Тие морале да бидат свесни за ова и не смееле да прифатат ваква невалидна улога. И бидите сигурни дека тие биле свесни за тоа. Доказ е фактот што тие своите први препораки од таму мај-јуни 2019 до август месец 2022 година ги држаа во тајност. Не ги обзнанува. Тоа им дава потешка квалификација. Тоа значи дека делото е направено со умисла. Кога и тога тие ќе мора да одговараат. Затоа целата научна фела се крена. Прв пат во историјата на Македонија од осамостојувањето, од возобновувањето практично на македонската држава, се дигна историската фела. Јас често сум ги критикувал, но сега се надмина себе си и преку 100 научници од највисок ранг, 95% доктори на науки, се крена и го крена својот глас против работата на оваа комисија, меѓу кои 12 академици. Нивните ставови се страотни. Зошто страотни? Да беа јапонци овие членови Историска комисија, и ако ги прочитаа критиките од своите колеги, ја мислам ќе се извршеа харикири. Меѓутоа, вие немаат ни страм, ни перде, си продолжуваат, гледаме сега работат и на разобличување на Македонската православна црква, иако ниту се теолози, ниту ја знаат историјата на црквата. Сега, не знам, ние во образложението, кога ја правевме оваа пресуда, ја темелевме токму на ставовите на стручната фела. Се јавија преку 100 научници, од кои 12 академици, се јавија Светскиот македонски конгрес со тие своји ограници, се јавува најголемите експерти поединачно, иако подписници во овие 100 научници, со своји основни забелешки, кои што свесно кажаат дека овие одлуки се невалидни, не можат да се одржат. Зашто тоа го велам? Видите што тие им напишаа. Ги прогласија за нестручни и нивните одлуки невалидни. Ги прогласија за псевдонаучници, нивните одлуки ништовни. Кажаа дека нивната работа е ревизија на македонската и балканската историја. Кажа дека историја од мултикултурен карактер, која се однесува на повеќе држави, не може да биде официализирана како заедничка историја. Значи, нешто што се однесува на повеќе држави од југословенските народи. Одлуките ги прогласија за бугароцентрични, што стапуваат од досегашните научни сознанија и откритија. И да не ги редам натаму, да не оптеретуваме јавноста. Меѓутоа, ни страм, ни перде, тие си тераат. Па добра паричка земаат за таа работа.
Види сега, 240.000 евра за 3 години, од кои што председателот 80.000 евра, а тој прима редовна плата. Повеќе се дарда и три. Народот вели и три од картите. Добро, јас зборам на официјално што произлезе. Они изгледа нема како јуда да ги исторат сребрениците. Во тој период Немаат морал како јуда. Во тој период изгледа го податоци дека председателот стана и академик. Значи прима надвисоко од академијата. Остана председател на Институт за национална историја, иако му истече мандатот. Нити распишува избори, нити пак си одио од таму. Значи цица од повеќе мајки. Са мајки во наводници, а колку имаат други тезги необјавени, не знаеме. Тоа треба новинарите да ги прашат. Меѓутоа, за жал, не ги прашаат. Видите сега ние да Кирил и Методи ти го ставива на дневен ред за заедничко исследување. Па Кирил и Методи се македонци од Солун, каде што бугарите никогаш не влегле освен како туристи. Тие испод Стара планина никогаш не се симна. Кирил и Методи се проект на вториот Рим, во науката познати како Второ Македонско царство од 1557 година, антидатирано Византија. Тие се испратени од императорот од Константинопол како одговор на германизацијата на словените во Моравија, поборање на Моравскиот кнез, тоа сите го знаеме. А во тоа време Бугарија е сојузник на германците. Значи, мисијата на Кирил и Методи е антибугарски чин за спречување на германизацијата. И антиевропски. Тоа више да не зборуваме. Мислам дека Европа е Европа јас уште си ја сметам за фашистичка, бидејќи го врати фашизмот на голема сцена. Тоа е друга тема за која што треба да зборуваме. Кирил и Методи ја завршија својата работа околу уредувањето на глаголицата и преводите на Библијата и другите црковни книги на словенски јазик уште 855 година. Тоа е време кога Бугарија нема ниту еден христијанин и кога воопшто не се користи славенската азбука, ниту глаголицата, а ниту кирилицата, за која се смета дека уредил Климент. Тие прв пат, според нивната историографија, славянскиот јазик и азбука ги воведуваат 893 година, а тоа е 40 години после завршувањето на работата на Кирил и Методи и 30 години после првиот бугарски христијанин. Тоа е царот Богорис по прекрстувањето Борис. Па што ќе им беа азбука на славянски јазик и Библијата и христијански, кога тие не беа нити христијани, нити словени. Нити користеа словенска азбука, нити словенско писмо, го користеа така нареченото грчко, што е во основа и коинето. Климент дојде 886 кога беше протеран од Моравија, во Бугарија, но веднаш си замина. Зошто? Па неговата кирилица не беше прифатена. Тој си замина. Научниците му кажа, тоа нема ништо, какво упатен од Борис, им се смеева на историскава комисија. Не може тие да хиротерисаат, не може, мислам, световно лице да хиротониса во световен чин лице како што е Климент. Тој беше поставен за епископ словенски во Кутмичевица. Тоа е лага. Значи, историскава комисија не разбира, не знае. Усвоила нешто што и наметнала политиката или колегите од Бугарија, а не консултира експерти домашни, не ги консултира домашните достигнења. Затоа се тие злосторници, затоа и ги осудиме. И уште само за Самуил да кажам, Самуил во ниеден извор од современите автори од 10 век не е назначен како бугарин, во ниеден извор таа држава не е наречена Бугарија, во ниеден извор Василије не е наречен бугароубиец, како што овие наметнуваат. Државата на Самуил е означена жителите како мизи и скити. Василије II е скитикус, победник над скити, а бугароубиец е вокабулар од крајот на 12 и 13 век, кога е формирана воено-административната област, така наречена Тема или Катепанат,
Бугарија на територијата на денешна Македонија. Јас еве донесов два артефакти од многу релевантни автори. Еве да видите. Ова е Острогорски, најголемиот византолог на Балканот. Историја на Византија му е книгата. Тој објави карта од 1025 година, тематска, во која што не знам дали ќе може да го прифати камерата. Дека самата Бугарија од Стара планина до Дунав е наречена Паристрион или Парадунавон. А Тракија е тема Македонија. И таа е уште многу од порано, од крајот на 8 век, таа е тема Македонија. А територијата на денешна Македонија, територијата на Самуиловата држава, ја именува тема Бугарија. Не ја именувале Склавинија како што е во изворите, заради тоа што Василије бил во судри со Самуил и водел битки против него. Еве тоа се документи. Тоа се изворните документи. Не е, али тоа е тематско име, не етничко. Треба да се знае дека бугарската држава, тоа е општо познат факт, не постои од 971 година. Внимавајте, не постои од 971 година. И името на таа држава во сите извори е Склавинија. И затоа ја донесов една книга од Гоце Ангеличин Жура, историчар на уметноста и археолог од Охрид, за жал починат. Ова е насловната страна од неговата книга. Еве, погледајте ga. Насловот е улогата на Самуиловата Охридска патриаршија во покрстувањето на Киевска Русија. Тоа е Гоце Ангеличин Жура. Тоа е единствен доказ у светот што постои за името на државата на Самуил. На неја се гледаат 4 девојки, 4 граци со 4 круни, над нив испишени имињата на 4 најголеми царства во тоа време во Европа. Внимавајте, еве ти го. Првата од лево е Склавинија, до незе Германија, третата е Галија и четвртата Рома. Германија и Склавинија се соседни држави. Единствено словенско царство е Склавинија. Тоа е државата на Самуил. И ако забележувате девојката, ги има типичните македонски символи на градите, сонцето, народната носија словенска. А оваа историска комисија носи препораки за заедничко славење, пушта и го направива во повеќето извори бил нарекувана државата Бугарија. Тоа е од незнаење, од непознавање. Меѓутоа тема е за друг пат, за ова може да се збори колку сакате. Дардан, бугарите имат еден историски парадокс, тој е евидентиран во науката, каде што велиш бугарите што дојдоа на Балканот, го задржаа името, но ги загубија културните карактеристики и се асимилира од локалното население. А знаеме кој ги асимилираше, тоа е домородното македонско население. А абсурдот е, вели бугарите што останаа во Татарстан, го изгубија името, не се болгари, него се Татарстан, но ги задржаа културните карактеристики. И многу често Татарстан денеска има повик до бугарите да дојдат на чествување на деното на нивното национално единство и добар дел од болгарите идат на тоа чествување. И тие доаѓаат во Бугарија. И тие доаѓаат во Бугарија. Културата на татарскиот народ е прекрасна. Они си имаат своја цивилизација, они си имаат прекрасни достигнувања, они си имаат исто така една, да кажеме, врвна култура, која што е должна за почитување. Но таа со словенската наша македонска нема доперни точки. И тој парадокс и абсурд нас ни го префрлаат сека преку комисијата во деформирање на нашата историја. А тоа е све геополитички англосаксонски проект за бришење на македонската култура и цивилизација, нели затоа што они се насадени на културата и цивилизацијата на Македонија, за да ја прикажат Европа како вечно почивалиште на цивилизацијата од антика до денес. Они во антиката беа варвари, они таму немаше ништо. Сега кажа целата вистина. Да. Меѓутоа тука ни подметнуваат една лага западневи историчари бугарите. Вистинските бугари, некои ги наречуваат татари, другите турко-монголи, трети хуни, така натака, тоа е нивна работа.
Меѓутоа тие никогаш не се измешале, никогаш не се словенизирале. Дојдоа, го наметна името Бугарија и бугари, а зема словенски јазик. Тоа е факт, зема, ама тие не го земале. Него словенски јазик почна да си продолжува да си го зборуваат оние староседлаци, македонците, мизите, тракийците, кои во основа исто така се македонци. А иначе си постои движење во денешен Татаристан. Таа е стара Бугарија на Волга со главен град Казан, таму има и движења меѓу кои е Халиков, кои што пишуваат двојазични истории на бугарски и на руски јазик, и што си бара да се врати старото име на таа област, Бугарија, бидејќи не се татари, така они сметат. Меѓутоа, каде дојдоа бугарите, 681 начело со Аспарух, тоа е североисточна Бугарија, таму ги најдоа на пописот 1880 година, првиот попис во Бугарија, компактни по општини од 57 до 95% со својот изворен бугарски јазик, турко-монголски во основа, најчесто го нарекуваат турко-монголски. Гледај кој апсурд сега. И тие на првиот попис се изјаснија како стари бугари. Значи овие други што ќе го зборуваат словенскиот јазик се нови бугари. Дрдан, историјата е направена Кармака, што е просто ефтин проект. Сакав да завршам со ова со Бугарија. Да се вратиме у сегашноста. Дали оваа морална пресуда треба да инициира одредени движења во општеството, односно во насока на отстранување на аномалијата, и кои се тие активности после една ваква пресуда? Не сум оптимист јас дека баш моралната осуда, моралниот суд ќе добие широка поддршка во оваа клима и во овие околности. Кажавме зошто. Се е стишано, потиснато, исплашено, се плашат луѓето да зборуваат. Ние имавме еден член кој пред да се активира судот ја дувна као треба да бидеме како рече не, него да бидеме радикални. Сега не е доволно само зборување, ама за жал интелектуалец е, тој од повисок ранг и човек и кој беше со нас. Тоа е чудно затоа што во такви ситуации како што сме ние сега, храброст е да се зборува, да се диагностицира. Зошто го немаше моралниот суд до сега? Јас ако сакате ќе ви кажам дека се обидов да разговарам со некои од повисокиот ешалон, така и јавни личности кои некои за преседатели сега може ќе видат, така универзитетски. Исквира, мјау, демек, ама што, ама како, се плашат. Тоа е, значи, или имаат политички амбиции да одат негде, со тоа не можат нигде да одат. Така да, ова што рековме, бидете радикални. Па тоа е радикално. Зборот е исто радикално. Јас би го запрашал него со што ја победи Зола и француската влада и француското судство. Зола во аферата Драјвос, со што победи? Со зборот, со раскринкување на аферата смело, храбро. Така, не беше он Владо Черноземски во Марсе, и така. Значи, од тој аспект не сум многу, не знам Дардан од како, не сум оптимист дека, но ова, да не претерувам, ова е многу важно. Не сме нарциси ние. Ние ова пресуда, имаме и печатар не царски печат има, Македонски манифест, морален суд, македонска вистина, сегде судира, оди во јавно обвинителство. Значи, ова пресуда во јавно обвинителство? Да, сега гина. И оди во архивот на Македонија, тука, добро. И другите ви ги праќаме по мејл на овие, да речеме. И на Заев, и на Димитров, да се разбира тоа електронски. Значи, ова е една сега, да не кажеме дека сме ние па храбри како Јане Сандански се. Тоа е, тако е времето стучено во кое
да се проговори така, на тој начин, да се осудат тие кои се моćни и можат и да ти сторат нешто, знаеш. Еве, ја ќе кажем еден ние тројцата во семејството сме писатели. И јас, и жена ми има 7-8 прекрасни книги. Филип што отиде во Америка на универзитет, докторант и предавач. Има 5-6 книги брилијантни. Ние во оваа влада 6-7 години сме на црна листа во министерството, тоа е јавност. Значи, зошто луѓето избегуваат? Сакаат да бидат комотни. Да си имаат од сега. Сега. Значи, Зоран, без ризик нема успех. Па што не ризикувале Јане, Гоце, Чернопев, што вели Блаже Конески, извонредно ги дефинира девственици, кои не ги допрела ни женска рака, многу убаво Блаже, а веќе модет во смрт. 16 годишен војвода, на 17 го фатија, го знаеш, Александр, и така натаму, и сега ни, после кај нас, македонците се на удар во Македонија. Не се браќат од рамковниот договор во тоа. Тие се, јас сум напишал 100 пати дека сме ние новите евреи во смисла на Европа. Обележани со Давидовата звезда, така. Ние сме тоа и се ловат тие. Тоа е Македонија. И од самата наши квислинзи се прави тоа. Тоа е таа хајка на тие што се, па што мислите вие, не беше тоа еден таков експеримент од самите македонски јуди предавници 27 април? Што беше тоа да се и народот се исплаши. Интелектуалците најмногу се жал. Спрпа, обичниот народ е похрабар. Значи, и дали е случајно тоа, има едно страшно поклопување во изохипсите тука. Дали е случајно што во затвор е имено внукот на Ченто? Не, се врзува со Ченто, со Аснов и се дава порака. Дали ги заев сруши темелите на Аснов во уставот? Да. Ви сврли манифестот кај е националната програма. Значи, ништо не е случајно. Значи, се работи со домашни предавници. Со власта е нивна. Па види, го донесоа тие Ковачевски веднаш, без некое гласање, без инсталираа влада со Али Ахмети. Што се случи? Во 2001, мала дигресија, излегла, после, од како примивме од Косово, Македонија, 400.000 албанци тука, и Башка после и Црвенковски 150.000 им даде пасоши, тоа е потоп, како некој израчуна дека е тоа околу 30 милиони наеднаш во Америка да ги дадеш. И повеќе, да ја потопиш. И они после тоа отварање на срцето на прими 400.000 беголци, а тие што ги бомбардираа ни еден не прими, и како реагираа тие после, тоа да ги убиваат македонците во 2001. И прво Робертсон на НАТО, што го управуваше така челниот човек, рече терористи. И после 2 дена да смени. Не 2 дена, уште утредента борци за човекови права. И што е најболната иронија, пазете, тоа на ниеден народ, на ретко кој му се случило со прават. После тие терористите што убиваа, што да правија пекол, за кратко време, ги доведоа во владата. Еве ги до денес. Тие сега владеат со Македонија. Тие имате во владата 10 министри албанци, 9 македонци и така натаму. Сакам да кажам дека е ситуацијата толку стушена, исплашени, посебно интелектуалците, не мислам така во наводници пак ги ставам, ги нема уште. Вистински интелектуалец во суштина не треба да биде уплашен. Да, именно затоа ги нема. Кој е сега од академијата? Коце. Коце мислам дека предизборна кампања за председател. Не, он одамна, не.
Не Одамна има континуитет? Да, одамна се објавил. После Блаже Конески Зато што тој... сега е председател на академијата, таму не гледам некои председател, поголеми промени у суштина академијата. Па не да се може, он е активира. осамен јавач таму. Катица Чулавкова е нешто со него. Тој е осамен јавач, нема таму, ја ги познам луѓето таму. Бев 3 пати, мене ме валка, ани с тие ходници како предложен за таму строга има контрола. Да не им се промакне некој, иако те предлагаат, тие те предлагаат за да те валкаат, знаеш. Театар малку да се направи. Така да, он е осамен човек таму, иначе не е политикант, он јас чув дека веќе е проектиран од негде за ќе го предложа за председател и дај Боже и така да биде. Ја мислам дека тој мислам дека е храбар човек и доблесен и не се што кажуваше за власта дека се дивјачка, таквите не е многу елегантен да така и така во таа смисла ретки се луѓе кои се храбри, затоа велам дека од моралниот суд може повеќе ќе се клонат да не се изјаснат, отколку да се... Па еве ги медиумите, ние ќе би додуше, еве, ни даде радиото извонреден простор, програма, целата програма ја што зборувавме, вчера ја зборував цели 40 минути, 45-50 тука. Еве, утре сме поканети во Алфа, ние со Дарданов, така да сепак има звуч, не е малку тоа, еве, тука сме кај вас, но опасно ми се јави исто така да се, и Богдан се јави, му рекол дека сме тука, а во Алфа, тој така да нема смисла да се... Така да, Алфа е единствена која така мрда на тоа. Ние пробавме, например, во Алфа да пробиеме да може Родина да се презентира, ни забранија. Конкуренција сте. Да, тие си се со ова партијата се со опозиција. Суштината на демократијата е да дадеш право на секој идеја да се презентира, народот да избере. А они се плашат од новите идеи. А плашењето од новите идеи доаѓа до морална деформација на општеството. Па еве, видите, ние 15 години се бориме, имаме симпатии кај народот, можеме тука да се пофалиме големи симпатии. Ја да ви кажам, 2-3 пати доаѓа да ме од некои групации, така и една партија, да ме предлагаат за председателка. Ја реков, не, сакам да не го велам тоа, сакам да кажам дека на манифестот гласот достига. Достига и го почитува затоа што ниеден тука не е корумпиран, ама нема влакно да му најдете. Толку чисти карактери, прекрасни луѓе, како душа, како интелект, како што сакате стручњаци во областа. Па ние да имавме мала корупција, ќе не растуреа, така ли да? Немаше, ќе те затворат. Не може да најде, затоа што ние и си го поднесуваме тоа. Не сме сребролюбци. Така се мешаме во политика. Конкретно на прашањето одговори. Веќе немаме големи илузии, но работиме бидејќи сметаме дека е тоа многу значајно, дека еве меѓу обичните луѓе многу продира. Мене вчера што говорев, 10 души ми се јавија. Не сум им кажал дека веќе гледаш охрабрени се. Еден е народот за Да, охрабрени се и така да има рефлекс тоа, не широк, нема кај медиумите, нема кај овие. Еве, ние 15 години се бориме, нас не повикал ни еден шеф на партија, нито од позиција, нито од опозиција. Едноставно, едно кафе да испиеме. Тоа е култура, знаеш, тоа е култура едноставно, комуникација, може и некоја убава идеја ќе добијат. Зборува нешто друго. А да не говориме и за помош. Па и соработка, значи, нити СДСМ не викнал, нити ДПМН е, нити не, значи, а се работи за една група на чисти екстра луѓе, кои се интелектуалци од ранг, универзитетски професори, правници, поети, лингвисти,
музичари, така натаму. Значи, не е било луѓе кои ќе им биде чест, чисто на неврзан разговор, нели? Хајде да се, знаеш, како е, да кажа тебе, Искуство ќе да гледаме. Сугестии, Чисто, совети. така, нема да имаат штета од нас, и ако имаме други овие позиции, и така да обште, еве, јас слушам сега од ова партијата што треба да ја земе власта, од тројца личности, од челникот, од вториот човек и од Антонио сега, едно по едно рафално преспанскиот договор е завршена работа. Чекајте, ако е значи сакаат комотно да владеат, без проблеми. Не може да е завршена работа. Се додека постои Северна, ние сме мртовци. Тоа е моето мислење. Дардан, нити јазик, нити црква те спасува сега. Ако името не ти е вратено, џабе е и за црквата да ти е евентуално пазар, а нема да ја предаве. Ти си номиниран како Северна, и од кога си номиниран како Северна, избришана е меморијата назад. И тоа беше нивната цел за геноцидот. Ова што велат антрополозите, најстрашната смрт што може да го задеси една индивидуа, едно племе, еден народ, па и една цивилизација, дури и раса, тоа е идентитетската смрт. Они идат на ништење на раси. Така е. Таму идат на цивилизација. Во Цели цивилизации уништија. НАТО сме заведени како граѓани на Република Северна Македонија. Не како македонци. Они не убедуваат дека идентитетот си останува македонци македонско, но во А те суштина... запишале како граѓани? Аха е Северна, зашто? Не, а во суштина... Па сега земаме ние документи мотивот, болно. болно. Земаме документи. Еве, морам да одам да земам лична карта, нема да ми дадат од банка плата после, не можам пензијата. Тоа е фашизам. Тоа е домашен фашизам. Нас нема народно единство и народна свест да го бойкотираме системот, никој да не ги променеме личните карти, затоа што од силен и обединет народ со висока национална света, ниту еден режим не е посилен. Ја тука би го спомнал и западниот фактор, кој е еден од главните чинители за моралното девастирање на нашите општества и не само нашето општество, кој што преку негативната селекција го урива оној, да кажам, вредносен систем кај народите и воспоставува една класична колонијална управа од најлошите и од најниските, при тоа предизвикувајќи големи кризи кај народите и кај државите, и сведоци сме денеска дека тие народи што се надвор од онаа златна милиарда што се смета западната цивилизација или како себе се нарекува рајска градина, започнува да создаваат нов меѓународен поредок, постзападен, мултиполарен свет, предводен од Русија и Кина, а тука се приклучуваат и земји од Африка, од Блиски Исток, гледаме Саудиска Арабија, грот од нафтата ја продава веќе во јуани, Јужна Америка гледаме Венецуела, Парагве се приклучува на тие, Египет се приклучува. Едвај чекаше Саудиска Арабија да се оти џабе им ја даваше нафтата. Не, беа уценети да морат америчко оружје. Беа, ама види, сега колку е интелигентен и храбар принцот на Саудиска. Алал да му е, тој дете. Он свати дека БРИКС е Кина, Русија и дека ништо не му може. Не му може. И сега моето прашање е дали што тој е критичен момент за геополитичкиот момент. Е моментот кога народите имаат шанса да се ослободат и да ги фатат промените. Тој момент веќе се ближи, тоа се нарекува БРИКС, позападен мултиполарен свет, пати свила 1,2 трилиони долари веќе се инвестира во тој проект. Развој носи на... Да, пати појас. Значи и патот на свилата е тој исте, да, тој е тој проект. Тој што ни го сопре американците, извини за рускиот газ да не доаѓа. Не само рускиот газ. Тоа е патот на свилата. И железницата требаше и водениот пат до Будимпешта да биде брза железница и да биде главен транспортен коридор, односно крак на и воден пат. И водниот пат морава. И нафтоводот. Вардар. Ние како македонци
во тој геополитички момент кој што доаѓа, тој сега временски може да го детерминираме во наредниве 5-10 години, дали сме спремни да го фатиме тој чекор односно дали можеме да си ја односно ние мораме да си ја повратиме слободата и тој геополитички момент да го искористиме за враќање на све што ни е земено. Токму овие активности, вашите активности, нашите и на други слободоумни организации, индивиди, ги гледам насока на одржување на оганчето на македонизмот, за да може подоцна да го запалиме ки секој македонец, за да можеме да си ја вратиме државата. Геополитичкиот момент се приближува. Мислиш на БРИКС? На БРИКС се приближува. Тој веќе е на Блиски Јас исток. 5 пати напишав во моите колумни дека треба на БРИКС да се приклучи. Само тука ќе биде шок тоа. Треба добро да се подготви моментот. Оти и тогаш, ќе има страшна експлозија кај амероидите, албанците кај нас ќе дојде, ама затоа треба моментот кога цврстот ќе се биде и кога не може да скокаат, ако те зграбчи БРИКС. Само да мислам, така една варијанта. Дали ние како народ треба да го промениме политичкиот фактор во државата и од партии кои што се претежно евроатлантистички да преминеме во партии суверенистички, нови со новиот светоглед, Евроазија, БРИКС, подзападен, мултиполарен свет, како процес внатре во нашето општество да го инициираме како интелектуалци, како активисти. Со БРИКС и со Западот. И треба и со 20. Да, со Западот. Да кажеме дека сме отворени. Апсолутно. БРИКС ни одговара, бидејќи не ништо идентитетски. Можеме со нив идентитетот да си го повратиме. И да го заштитиме. Во таа смисла. Јас сакам малце да зборувам како правник. најде ти. Многу мина ме критикуваат како идеалист, меѓутоа наш единствен, ајде утопист, не е битно. Меѓународно право. Се исто, тоа е подеднако го разбирам. Меѓутоа, јас сум приврзеник на тоа дека нашиот единствен сојузник е меѓународното право. И мораме да се држиме до него и да стриктно бараме негово почитување. Без него не можеме да обстанеме. Извини, сега Израел го бара меѓународното право и го сомлеа. Пепел го направи, 4000 деца убија тоа меѓународно право, 4000 деца уби веќе. Затоа ти викам, извини што се вклучува, да биде поинтересно. Нема потреба да се извиниш, ова е интерактивен разговор и добро е така да оди. Јас и ти сме исто мисленици за сите работи. Среќа да е меѓународно. Патиштата може би да дојдеме до целта што ја сакаме, може да се различни. Јас како правник не можам да се откажам од почитувањето на правото, затоа што само тоа може да не доведе до целта. Тоа е прекрасно на хартија. Така е. Најмногу инсистираат и Русија и Кина, бидејќи меѓународното право е злоупотребено од англосаксонските структури кои што го користат само кога суспендирано е. Го користат само кога е во нивен интерес. Токму така. А кога не е во нивен интерес го игнорираат. Вие гледате каква ситуација имаме. Нашите душмани не ни се соседиве, албанците, грците, бугарите, наш стратешки непријател ние она што народот ја опаја како блудница, а денес го нарекувам бордел. Па ти гледај, тоа е дуло на неморал, на корупција, на криминал. Цеа денес уредила ти доаѓа госпоѓава или господин Лајн или Лајна, како да наречам, не знам, нека ми простат гледачи што го спуштам нивото, да не убедува да смениме устав, што е суверено право на секоја држава и народ. Што има на мене да ми се мешам во внатрешни работи? А ти те осудува за непочитување на право, те почитува за корупција. А купи во име на Европската Унија 4 милиарди и 600 илјади вакцини за 360 милиони граѓани. На секој граѓанин по 14 вакцини. Потроши 70 милиарди евра на даночните обврзници. Ако ние бевме во Европа, многу повисока цена ги купи. Не е битно кој е, 70 милиарди народни пари од даночните обврзници. Ако ние бевме во Европа, на 1,5 милион обврзници по 14 вакцини, тоа се колку? Помножи го 1,5 милион, 20 милиона вакцини, тоа ти се 300 милиони евра. Народ нема леп да јаде, ние ќе даваме за вакцини кои што
веќе сегде во Сот се прокламирани како извор на зло, недокажани, непроверени. Веќе во Америка има официјална на медицински експерти, означена е Pfizer вакцината како биолошко оружје. Што натаму да збориме? Во тој бордел? Па јас во тој бордел не сакам. Видовте ли што се случи во Париз? Се собрале стотици луѓе, половина саат уринираат на едно црнце, мажи, жени се голездрат. Тамо полиција не реагира. Па тоа е срамно, тоа ли е цивилизација? Ми доаѓаат овдека луѓе ми парадираат со бради, вратоврски надоли облечени во сукња и штикли. Тоа ли е цивилизација? Па на времето да ми простат гледачиве педерастите лезбијски сметаат за болест. Ја не знам кај се сега докториве, кога таа доктрина се смени. Јас не видов еден научен симпозиум на експерти да кажат дека тоа е здрава работа. Па чекај сега, немој, малку сум емотивен. Сакам да се испукам уште 2-3 реченици. Нека ми простат. Ама за мене тоа е болест. Никој доктор не кажал дека таа доктрина е сменета. Магарето на дедо Коце, мојата младост беше попаметно од овие. Не беше школувано кај оваа, како ја викаат, што школуваше магарија. Министерка? Што беше нешто тама? Пари за школување. Што даде за школување на магариње 230.000 евра. Не беше школувано, ама со магариња се рипаше само на магарици. Овие не знаат што себе. Се собрале, ги гледам во Германија, стотина луѓе, њаучат како мачки, лаат како кучиња. Сега ќе донесат програма легенчиња да постават во училиште столпчиња, женските да уринираат во песок, машките на столб. Деме кој се чувствувал како маче во песок, кој се чувствувал како куче. Тоа ли е слобода бе на изразување? Па јас сум дискриминиран. Кај се моите права? Да ме заштитат од овие нездрави личности. Тоа е болест. Во такво друштво, во таков бордел не сакам. Ама не сакам. Цел свет се крева, ние сега таа се руши бре. По сите основи пука Европа. Им го срушија гасоводот, им наметна амерички газ и нафта 5 пати поскупа. Па Европа е осудена, енергетски ослабена, осудена на пропаст. Пазарот во Русија и Кина веќе го губат. Што ние не во тој бордел ли ќе одиме? Каде што не те третира како човек. Ти доаѓа да ме притиска да сменам устав. Не сакам. Тоа е моје право. И друга работа. Македонија секогаш била мостот меѓу истокот и западот. Никој не сака да зборува за Александар и за Македонија токму поради таа негова идеја на универзалност. Од тука до Индија ги призна сите народи, сите јазици, сите религии, презираше робството и војната. Војуваше за да нема веќе војни. Неговите планови беа да заобиколи Африка со тие бродови што ги изгради во Индија под водството на Нерах, други 1000 изгради во Средоземјето, на Гибралтар да се сретнат, да освојат Африка и заедно да предат на Европа и тогаш да направат најголемата свадба до тогаш во која што ќе се прогласи обединувањето, тоа се плановите на Александар, на сите народи од трите континента, Европа, Азија и Африка, да се обединуваат народи, да се стави крај на робството и да се стави крај на војната. Меѓутоа, тоа е најголемата ерест за Западот кој што живее од воено профитерство. Живее од војни. Стотина војни од 45 година навака. Втората светска војна не заврши. Продолжи со војните на глобалистите. Само за да продаваат оружје и една и на друга страна. Гледај, ова што се случуваше во Југославија, ова што се случува по цел свет, по Африка, Азија, Океанија и сега во Израел, тоа е све резултат на глобалистите. Кога и таа идеја мора да пропадне. И пропаѓа. Во оваа политичка констелација ние не можеме да се надеваме. Меѓутоа, кога и тогаш оваа ненародна власт мора да падне, сакала или не. Народ не ја сака, иначе останавме. Ние сме сега во фаза на растурење на државата, на све што е македонско, во распродажба. Гледај, што е Бетер и Менка. За мене е Бетер и Менка. Што е Иловица, што е сега Чебрен. Јас направив еден саркастичен пост. Дајте ми идеја да го градам Чемберлен, без пари ќе го изградам, ако ми го даете хет стиквеш. И да ми ја купуете струјата од готова хидроцентрала по берзански цени. Па со тие пари што ќе ги земам од струјата на
тикваш, ќе го изградам Чебрин 60 години, ќе профитирам. И 2,5 милиарди ќе дам подарок на државата. Зошто го давате на грците да бидеме енергетски зависни? Меѓутоа, овој проект не е на соседите, затоа што после нас ќе дојдат и соседите наред. Не се свесни србиве, бугариве, грциве, дека после нас они ќе дојдат. Стратешки партии на Западот се албанците, не во Црна Гора, не на Косово, не во Србија, не во Македонија, не во Грција. Сегде се инсталирани со документи, без документи, не е друго. Тие се нивни стратешки партнери. Отиде после нас и Србија и Бугарија и сите. Тие ако сакат да се одбранат, треба сега нас да не одбранат. Ама за тоа нема политичка сила. Очигледно оваа длабока држава се уште е силна. И тоа за кратко. Да, она е силна, ние еве дадовме пример дека од народот може да произлезе политичка партија која што ќе говори вистината, нема да се плаши и така натаму. Кога беше најкритично, ние проговоривме и за ковидот, и за Pfizer, и за вакцините, колку се штетни и така натаму, додека сите молчеа. Тоа е важно што спасивме илјадници души да присилно да не се вакцинира, да го примат тој отров и така натаму и така натаму. Значи, што го спомна Александар Македонски, он е првиот евразиец, обединител на Европа и Азија. И нас како македонци не е личи во Евразија, да се надеваме дека се повеќе население ќе префрламе во организации кои што се евроазијски, а не евроатлантски, бидејќи евроатлантизмот донесе на нас, ни донесе идентитетска смрт и во континуитет не брише, и дека сите заедно со тие здравоумни сили ќе идеме токму во таа насока Македонија да извлечеме од евроатлантската депонија и да ја поставиме на достојното место што и припаѓа како еден репрезент на една светла цивилизација која што дала толку многу прекрасни цивилизацијски дела, должни за почитување, кои што претежно се почитуваат на истокот, за разлика од западот кој што сака да избрише. Иде со економија и со правда и со човеколюбие. Западот иде со сила. Ви благодарам, ви посакувам долговечност, за да може уште долго да служите на македонскиот народ и на македонските национални интереси. Родина ви стои отворена за сите ваши проекти, идеи, дела, све што е потребно со нашите ресурси ќе ги ставиме во служба на македонскиот национален интерес. Значи, ви стоиме како организација отворени за соработка. И ние вам. Благодарност и на крај само една порака. Она што како заклучок произведе до оваа конференција без медиумите, бар без оние најрелевантните, ние во иднина како манифест и пред се како морален суд решивме за во иднина да превентивно да делуваме, да не дозволуваме, еве сега имала историска комисија состанок во Софија, го кријат од јавноста. Значи продолжуваат со лаги и измањени према македонскиот народ. Повторно да не носат пред свршен чин. Апел до историчарите да ни се придружат со своји ставови по однос на црковната историја, по однос на природбениците и Линденското востание, револуционерите и АСНОМ, пред време да им се кажат сите небулози на овие наши трговци во храмот, што ги нарекува Ефтим, и да им кажеме дека нивната работа е злосторничка, дека кога и тогај ќе се најдат таму каде што им е местото. Во оваа констелација на односите не, меѓутоа пресудите на моралниот суд ќе бидат депонирани во архивот на Македонија, во јавното обвинителство, објавени во медиумите и кога и тогај тие ќе дојде време да излезат пред лицето на правдата. Уште еднаш ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беа Родински разговори. До следно видување, добра ноќ и пријатно.